На нервна база оваа синтагма стана практично парабола. Ја слушаме на секое место, дома и на работа, на улица и во јавниот превоз, речиси насекаде. Според мислењето на експертите на Светската здравствена организација, 45% од сите заболувања се поврзани со стресови, а некои специјалисти сметаат дека тој процент е 2 пати поголем. Според другите медицински податоци, половина од посетителите на амбулантите се практично здрави луѓе кои чувствуваат влијание на психоемоционални преоптоварувања. Што уште израснува од таа нервна база? За жал ништо добро. Кавги, конфликти, разводи. Во последните години се почесто се говори за синдромот на хроничен замор пропатен со несоница, депресија, апатија и рамнодушност кон се. Нервозата и гревовноста се тесно поврзани меѓу себе, па едното го раѓа другото. Во светоотечките дела често се укажува на тоа дека е неопходно да се чува душевниот мир. Стекни дух смирен и ќе се спасат и јадници покрај тебе, велел великиот старец преподобен Серафим Саровски. Нервозата се развива тогаш кога човекот поради различни околности не може да најде соодветен излез од некоја сложена ситуација, да реши психолошки важна ситуација или да поднесе некоја трагедија. Кај нервозата човекот зачувува јасна критичност, се жалости поради својата состојба, но не може да направи ништо со себе си. Значи има многу гледни точки, но нема јасност. Науката се заплетка. Па зошто проблемот со нервозите стана толку силен само во последното столетие? Причината е, мислиме, една – неверието. Човештвото го загуби духовниот темел, а со тоа и вистинската смисла на животот. Изгледа дека најважно во потеклото на нервозите не се стресовите и непријатностите, туку личноста на човекот. При тоа личност која е внатрешно растроена. Гревот, како корен на секое зло, влече по себе и невротични растројства. Извршен во длабочината на човечкиот дух, тој ги побудува страстите, ја дезорганизира волјата, ги става надвор од контрола на сознанието, емоциите и вообразбата. Нервозата е судир меѓу посакуваното и реалното. Животот на многу современи луѓе е далеко од христијанското благочестие, од Христос Спасителот и од неговата света црква. Во една таква состојба, која изгледа безизлезна, човекот може да помисли дека неговиот живот зависи од еден пар гаќи. Со окултизмот не може да му се служи на Бога. И тоа го покажал свети апостол Павле, кога ја спречил вражарката, која дури и со добри зборови се изразувала за апостолската мисија. Во библиската книга Дела апостолски се вели: таа одеше по Павле и по нас, викајки: овие луѓе се слуги на Севишниот Бог, кои ни го навестуваат патот на спасението. Тоа го правеше со денови. А кога му здодеа на Павле, се сврте и му рече на духот: ти заповедам во името на Исус Христос да излезеш од неа. И излезе во истиот час. Ова се однесува за сите бајачи, гатачи, биоенергетичари кои мислат дека прават добро дело и дека им помагаат на луѓето. Оние што мислат дека во себе откриле паранормални способности и сметаат дека со непознатите виши сили служат на Бога и на луѓето. Нека знаат дека во православието не може да се оди држејќи го ѓаволот за опашка. Порано или подоцна, таквиот човек ќе осознае од каде ги црпи тие сили и тогаш ќе мора да избере дали ќе остане на слепата улица на окултизмот и служењето на злото, или ќе тргне во спротивната насока кон Христос, принесувајќи покаяние. Овој знак покажува кон Самовилска вода. Патните знаци
обично служат за да ни помогнат полесно да стигнеме до саканата цел. Но дали ние во животот секогаш сме сигурни каде сме се упатили? Кон кои какви цели не водат нашите потреби, нашите интереси, проблеми или маки? На знакот пишува самовилска вода. И за жал, многу луѓе, меѓу кои христијани, го следат правецот каде што ги упатува овој знак. Но некои знаци можат да одведат и во ќорсокак. Во ќорсокак завршуваат и очекувањата помош од самовили. Самовилите се митолошки суштества од старословенската религија. Самовилите не постојат, но постои место наречено самовилска вода. И ние ќе појдеме до тоа место за да видиме како се испреплетуваат древниот старословенски паганизам и христијанството. Луѓето што веруваат во надприродните исцелителни својства на оваа вода, често бараат спас и решение на други слични места, како што велат маката ќе те натера на се. Денешниот човек кој што верува во нешто, во некаква надприродна сила, а не во единствениот жив и вистински Бог, лесно се измамува. Лесно се измамува и верува, го смета за вистинско и полезно сето она каде што се споменува нешто свето, божествено, чудесно. На луѓето што доаѓаат овде, мислам дека всушност и не им е важно кој и како ќе ги избави од нивната неволја, кој и како ќе им даде решение на нивните проблеми. Тоа е всушност ставот зошто црквата да ме ограничува да го барам решението и спасот онаму каде што мислам дека ќе го најдам. Но не се работи за тоа. Се работи за тоа дали всушност ние сме богопоклоници во основа или пак сме идолопоклоници. Човек што прв пат доаѓа овде, оваа околина, попрво ќе го потсети на некаква депонија одошто на свето место. Во близина овде има и нешто што наликува на Параклис. Има и икони. Но сепак, овде уште, како да недостасува само упатство, ако не дошле самовилите да се искапат во водата, како што е верувањето, тогаш како резерва повикајте светец. За жал, во умовите на многу луѓе, истините на христијанската вера се помешани со суеверие. За жал, во душите на многу луѓе, старата паганска заблуда се уште влече корени. Како да сме христијани само во добро. Ако ќе не зафати некаков проблем, не дај Боже некаква болест, ние забораваме бргу на христијанството кое што не учи на трпение, кое што не учи да очекуваме помош прво од Бога. Се што имавме прилика да видиме на местото наречено Самовилска вода, ова е знакот што ја кажува вистината за тоа место. Само обична изворска вода. Бога го познаваме како совршен создател, креатор на целиот космос и на сите убавини, исполнет со добрина и со љубов. И во неговото создавање
не можете да пронајдете ниту еден момент на лошо промислена работа или лоша намера. Од друга страна пак, сатаната, оној кој што отпадна од можноста да се освети, постојано низ вековите се труди да го достигне Бога, да стане како Него, па дури и во домените на светост. И што прави човек кога не може да достигне друг човек кој што е подобар од него? Он завидува. А тие негови реакции на завидување всушност се очитуваат во трудењето да се копира другиот. Бидејќи оној кој што изградува својот авторитет преку изградување и креирање го гради. А оној пак кој што завидува, гледа во некој домен да го копира истиот, а од друга страна и неговиот авторитет преку лажење да го сруши. Сега се наоѓаме во пештера на светиот Прохор Пчински, светител добро познат за нашите простори. А ова е местото од каде што потекнува неговата светост. Имено долги години тој овдека се смирува, созерцавал Божји работи, исправал се што е неисправно во неговата човечка природа и во неговата душа. Долги години во пост, скоро и без јадење и во молитва. Во добродетели. Значи, ова е патот по кој што еден светител се здобива со светоста, за да стане чудотворец, за да стане јасновидец. И дури кога и тие дарови од Бога ќе ги добие, да има увид во тајните работи, тој се крие. Бега од луѓето и се крие во вакви пештери, за да не биде познат, да случајно да не влезе во прелест и да не се возгордее, па да го загуби Царството Небесно. Лажните светители, бајачите, гатачите, многу лесно ги прифаќаат тие предизвици, кога ќе им се појави некој светол лик, некој ангел, некоја сила. Тие веднаш се сметаат себе си за достојни да гледаат небесни работи. Без ниту еден ден труд, во подвиг, во пост и во молитва, во исполнување на евангелските заповеди, тие толку лесно се прифаќаат себе си како удостоени со небесни видења. А зарем апостол Павле во Светото писмо не ни рече: дури ни ангел светол, ако ви се појави, да не го прифаќате видението. Затоа што сатаната може и како ангел, дури како лик на Христа да земе, а да не зборуваме за ликот на Света Петка, Свети Ѓорѓи и слично. Замислете како суетата работи во човекот. Да знаете нешто повеќе од другите што знаат. И тоа без никаков труд или напор. Одеднаш да се почувствувате посебни, над луѓето. А луѓето да доаѓаат кај вас и да бараат помош. А вие да знаете се за нивниот живот. Повторно ќе речам, без труд и напор ништо во христијанскиот живот не се случува. Земете некој житие на светител. Погледајте го, прочитајте го внимателно, да видите колку одрекување бара светоста, колку време поминато во пост и во молитва. Па ќе се уверите дека овие луѓе тоа лесно што го добиле, ќе треба многу скапо да го платат. Во што може да се примети ограниченоста на бајачите и на гатачите? Како да приметиме дека силата не има од Бога, но едноставно според крајните упатства што тие ги даваат на луѓето. Имено тие секогаш луѓето ги упатуваат да одат во некоја одредена црква и да ставаат некад материјали, да земат од 3 цркви вода и слични работи. Но најважно е тоа што иако ќе предскажат, секогаш за завршно нешто ги праќаат луѓето кај свештеник за молитва, за да биде легитимно нивното кажување, а и за на православниот наш народ да не му изгледаат неверни. Тие секогаш луѓето ги праќаат со рецепти кои молитви свештеникот да им ги прочита. И верувајте, секогаш се истите Василиеви молитви или молитви на Свети Врачи или пак осветување на масло.
Колку пати тие молитви кои се за демонизирани и за луѓе на смртна постела, родителите бараат да им бидат прочитани на нивното дете. Тоа исто е како некоја баба да ви каже кои лекарства да ви ги препише матичниот лекар и вие да ги побарате од него. Пробајте па ќе видите на каков одговор ќе наидете од лекарот. За да ги потврдиме зборовите и созерцевањето на светителот, ќе наведам само неколку примери по кои што бајачите навистина се препознаваат како слуги на сетанат. Имено тие меѓу себе користат еден назив заробен од Света Петка, заробен од Свети Ѓорѓи, заробен од Свети Никола. Така се препознаваат кого се заробени. Еве како Вања зборува за дејството како влегуваат во неа тие сили кои што таа не ги разбира. Таа вели кога сакаат да зборуваат преку мене, јас излегувам како дух од своето тело и стојам настрана, а тие влегуваат во мене и зборуваат, а јас не слушам ништо и таа така одговара. Предскажувачот и вражачката зборуваат многу и добро, но самите тие не знаат што кажуваат. Сето ова ја покажува принудата со која се служат демоните и насилството што го трпат луѓето, предавајќи се себе си на демоните и лишувајќи се од здрав разум. Но кај нас, служителите на вистинскиот Бог, не е така. Пророците пророкувале расудувачки и сосема слободно. Те имале моќ да зборуваат или да молчат. Не биле принудувани за ништо, но заедно со честа да пророкуваат, ја зачувале и својата волја. Затоа и Јона избегал и Езекијел се отклонувал, а Еремија се откажал. Бог не ги принудувал насила, а ги советувал без да го помрачува нивниот разум. Ова се зборовите на светиот Јован Златоуст. Само да се подсетиме, овој светител ни ја даде богослужбата која што секој ден и секоја недела се служи во црквите.